Благодарам. Ни збор не кажавте за историјата на македонскиот јазик. Ни за Црнила, ни за Коле Чашуле. Ништо, ни збор не кажавте. Кој ви даде право да, не вам лично, како министерство и како влада, да треба ли некој да поднесе одговорност? Видете вака. Образованието не е невладина организација, не е играчка и не е шега. Не е невладина. И никој не ви дава право децата да ги учиме да не знаат од каде сме, кои сме, колку е скапо платена слободата. Во делата кои што ви ги набројав, кај преродбениците, кај Коле Чашули, кај останатите во 6 оделение, го пишува тоа. Овие дела се тргнати. Велите дека имало јавна расправа. Вие не бевте, јас бев на јавната расправа. 80 невладини организации беа за, невладини организации. Сите останати професори, ману, научници, а сите беа против. Ова е најкатастрофалната концепција за образование и добро е што набрзо ќе паднете од власт и веднаш да биде сменета и учениците да не се експериментира со учениците, малку ќе учат физика, па малку биологија, па малку географија и од тие 3 предмети една оценка наставникот треба да изведува. Па не знам, вие дали ги слушате наставниците за време на обуките? Ви пренесуваат од Бирото за развој на образование каков хаос настанува за време на обуките сега. Не добиваат конкретни одговори наставниците како ќе ги оценуваат децата. Сакате да кажете дека јас не ја говорам вистината, па бев на јавната расправа. Споени се тие 3 предмети. Не постои повеќе историја на македонскиот јазик. Македонисти ова го кажуваат. Џабе зборувам, ќе си паднете од власт, ќе си донесеме програма како што доликува. Не сум задоволна од одговорот и немам дополнителни прашања.